Во тек е вториот циклус од владиниот проект за ангажирање на странски експерти. Новина е тоа што за подобра реализација на овој проект во употреба е ставена и веб страната преку која сите заинтересирани домашни компании можат подобро да се запознаат со условите за учество во проектот. Паралелно со ова тече и процесот за изнаоѓање на странски експерти и за останатите домашни компании кои аплицираа на вториот јавен повик од овој проект. 24 домашни компании веќе искористија странска експертска помош во рамките на вториот циклус од владиниот проект Странски експерти за домашни компании, а за уште 10 се договорени експертите кои ќе пристигнат во следниот период во термини кои се договорени помеѓу самата компанија и странскиот експерт. Од досега реализираните и договорени 34 странски експертски мисии во домашните компании, 18 експерти се ангажирани од организацијата ПУМ од Холандија, 6 од швајцарската организација СВИС, 5 од германската СЕС, 4 експерти од ЕБРД и 1 експерт од австриската компанија АСЕП. До сега странска експертска помош имаат користено компании со најразлични дејности, како што се производство на храна и прехранбени производи, производство на вино, текстил и останати производи за секојдневна потрошувачка, до IT компании и компании од различни услужни дејности. Според резултатите на компаниите кои беа вклучени во првиот циклус на овој проект, од кои според известувањата од самите компании по 45% од компаниите добиле подобрени производствени процеси или пак маркетинг планови, а 10% од учесниците обезбедиле подобрена анализа и планирање. Дури 86% од домашните компании што ја користеле оваа поддршка се изјасниле дека би имале и повторна потреба од ангажман на ваков вид експертска помош. Над 80% од компаниите истакнале дека странската експертиза им помогнала во обезбедувањето на нови работни места и ширење на капацитетите. Од прилепските компании кои имаат користено странска експертска помош се прехранбената индустрија, Витаминка и Милина.